Да, имаме ни одобрение. Епа, ајде, добар ден на сите. Ме знаете ли? Добар ден. Добро те најде. Добро ве најдовме. Добри ли сте денеска, како е? Молим? Добри ли сте, викам? Дали сте добро прашуват? Добри сме. Добро вечер. Денеска со вас ќе бидеме јас и ќе биде Марија и ќе збориме за една апликација која што наставничката Верче сигурно ви има кажано. Меѓутоа, јас ќе ви кажам како истата вие можете да си ја најдете и како да ја инсталирате и како истата работи. И на крај, значи, од оваа средба, малку ќе повежбаме скенирање на пари. Ја гледам дека ви имате пари таму кај вас. Ама прво да видиме како можете да ја најдете и како да инсталирате оваа апликација. Денеска сме тука затоа што реализираме еден проект кој што се однесува на зголемување на финансиска писменост помеѓу возрастни лица со интелектуална попреченост. И насловот на денешната средба се вика Првите чекори со апликација за броење на пари. Таа апликација се вика Photokojn. Така се вика и проектот. И овој проект го спроведуваат Граѓански центар Активум од Македонија и фондација една или здружение како вашето се вика Докта од Полска и е дел од една програма која што се вика Еразмус, финансирана од Европска унија. Сега да поминеме на она зошто сме денеска тука, затоа што вие на вашите телефони треба да ја имате оваа апликација која што се вика Photokojn. Истата, значи, оваа апликација можете да ја најдете кога на Google ќе напишете photokojn.fundacija-dokta.eu. Меѓутоа, затоа што знам дека поголем дел од вас не може да пишуваат за оваа работа, значи ќе ви биде потребна помош од вашите наставнички кои сигурно значи ќе ви помогнат и кога ќе напишете на Google оваа адреса ќе ви се појави еден ваков прозорец како што го гледате тука. 3636. Ме слушате ли? Сега да. Окей. Ете така. И продолжуваме понатаму. Откако ќе изберете значи таа страница, ќе видите дека ќе ви се појави еден мал опис за тоа што представува значи овој проект и кога ќе продолжите понатаму, го гледате ова од левата страна тука. Марија ќе смени сега слайд каде што пишува мени. Откако ќе отворите страницата, ќе одите значи на мени и мени ќе ви даде значи повеќе работи кои што ние ги имаме направено во проектот, меѓутоа во материјали од десна страна, значи тоа што е со црвеното, кога ќе кликнете на материјали, ќе забележите дека тука се наоѓа она што на нас ни е потребно, а тоа е апликацијата Photokojn. Кога ќе стиснете на апликација за преземање тука каде што пишува, следниот слайд Марија, значи ќе можете да ја инсталирате на вашите телефони. Сега значи јас зборев со наставничката Верче и ми кажа дека вие имате проблеми за да ја инсталирате оваа апликација. Меѓутоа, кога ние се договаравме како да работи оваа апликација, се договоривме значи тоа да биде на телефон Android, значи не работи на iPhone-и. И исто така за да работи мора да имате слободна меморија. Едно, друга мора значи да имате понова верзија на Android, што подразбира тоа? Тоа подразбира, ќе ви кажат вашите наставнички, верзија 11, 12 па нагоре. Што значи дека некој од вас ако има телефон со Android 10 на пример системот, нели, нема да можете да инсталирате оваа апликација. Меѓутоа јас сум сигурна дека вашите другарчиња ќе ви поземат значи телефон за да можете да ако не за друго барем да вежбате препознавање на пари. Откако значи ќе кликнете на тоа, ќе почне да се инсталира самата апликација
И она што го зборевме претходно, значи овие некои работи мора да ги имате на ум за да инсталирате, затоа што има некои предуслови за самата апликација да работи и да функционира. Кога ќе инсталирате, на вашиот телефон ќе се појави ова тука зелено, наредниот слайд, Марија. Ова е апликацијата Photocoin. Веројатно тие што ја имате инсталирано, еве вакво е ова. Така да, штом се инсталира, може да почне да скенирате пари, тоест да учите и препознавање на пари. Еве вака, кога ќе отворите вашата апликација, значи тие што ја имаат инсталирано на телефонот, дури можат и, како зборувам, значи да ги поминат чекорите, за да полесно им биде после при скенирање на парите. Откако ќе отворите значи апликацијата, што гледате? Го гледате македонското знаме. И кога ќе кликнете на македонското знаме, тоа значи дека ќе изберете јазик, избирате македонски јазик. Ова кругче што го гледате тука на средина, значи самото кругче кога ќе го кликнете има упатство како се користи значи оваа апликација. Потоа бирате македонски денари и бирате што сакате да скенирате. Ако имате железни пари, во тој случај скенирате монети. Ако имате значи хартиени пари, во тој случај скенирате банкноти. И на крај кликате значи на оваа коцка која што дава наредба да скенира. И тоа копче е скенер копче. Дали е јасно? Значи самата апликација моментално има полски јазик за ваши значи другари кои што живеат во Полска и за нас значи кои што живееме во Македонија. Значи кликате на македонското знаме, па кликате на македонските денари за да скенирате македонски пари, нели? Кликате, ако имате хартиени пари, на банкноти, ако имате железни пари, кликате на монети и давате наредба, значи повторно кликнувате на копчето кое што се вика скенер. И сега, значи, таа апликација, ви реков дека упатството има, значи, тоа се некои 3 слики, многу едноставни, кои што ќе ви треба помош, значи, од вашите наставнички за да ви објаснат како работи, значи, оваа апликација. Затоа што оваа апликација првенствено е наменета за вас, да може полесно кога кидете значи во продавница да си купите нешто, ќе го погледнеме значи филмот после што го снимивме, ќе видите дека точно кажува колку пари имате и на тој начин не може никој да ве измами или да ви земе повеќе пари отколку што имате вие. Ова е значи некое знаење за самата апликација, нели? А сега ова што го зборевме ќе го видите и преку филм, каде што едно ваше другарче овој пат од Скопје имаше потреба да купи ранец, меѓутоа исто има проблеми со препознавање на пари, не знаеше значи дали има доволно пари да си купи ранец и да видите на кој начин оваа апликација му помогна да види дали може да си дозволи ранец, затоа што нели имаме ранци со различна цена, од 500.000, 1.500, 2.000 денари. Така да, Марија, ако можеме да го погледнеме филмот сега, па ќе продолжиме понатаму. Давид е лице со потешкотии во развојот и во моментов учи да управува со пари, користејќи ја мобилната апликација за финансиска писменост Photocoin. Тој е вработен во печатница и неговата работа му носи големо задоволство, особено дружењето со колегите. Денес неговиот претпоставен му кажа дека следниот викенд ќе има тимбилдинг средба и сите ќе одат на дводневно патување надвор од градот. Микел, јас и ти треба да одиме на патување. Јас немам ранец. Дали знаете каде можам да купам? Не сум сигурен колку пари можам да потрошам. Знам неколку продавници што продаваат спортска опрема, но таму може да бидат скапи. Ќе провериме во некоја книжарница и ќе најдеме некоја поприфатлива цена. Но исто така можеш да искористиш апликацијата Photocoin, каде ќе ги скенираш банкнотите, парите што ги имаш и директно ќе ти каже дали можеш да си го дозволиш тоа што го гледаш. Во ред, Михаел, благодарам многу. Прв чекор, ја отвараш апликацијата Photocoin, кликаш на македонското знаме, со што го одбираш македонскиот јазик. Втор чекор, потоа одбираш македонски денари, МКД ден. Трет чекор, кликаш на банкноти или монети,
зависно од тоа какви пари сакаш да скенираш. Четврти чекор. Кликаш на квадратот со што почнува скенирањето на парите. Петти чекор. Откако ќе завршиш со скенирање на парите, со кликање на горниот лев агол, можеш да ја провериш историјата на скенираните пари и вкупната сума на парите. Со фотокоин, Давид може да скенира пари со камерата на телефонот, види колку пари има, ја спореди таа сума со цената на производот, одлучи дали може да си го дозволи производот. Ова е добар. Ова иранец ми се допаѓа, ама сакам да бидам сигурен дека имам доволно пари. Колку се вкупно? Вкупно се 1300 денари. Имам доволно, ќе го купам овој ранец. Во ред. Убаво е чувството кога можеш сам да донесеш одлука, да бидеш независен и сигурен во себе. Сам си го исправ, сам си го купив, се чувствувам горд. Фотокоин ми помогна да пресметам колку пари има. Дечки, го видовте ли Давид? Видовте ли? Видовме Давид, да. Видовте како му помогна апликацијата да знае дали има доволно пари да си го купи ранецот? Да. Истото, Ранец значи купува. без разлика дали ќе купувате ранец или ви треба нешто друго, на истиот начин работи значи самата апликација. Сега уште малку имаме, па после значи вие ќе вежбате скенирање на пари. Само да ви кажам како, сега ќе видите како Давид скенираше пари. Откако значи ќе се притисне копчето скенирај, значи прво нели ставате паричка. Односно, дали се тоа 100 денари, 50 денари, 500, без разлика. Ставате пара и самата апликација се вклучува на тоа копче, значи кој што рековме како коцка што е и всушност представува скенер. Откако ќе притиснете значи на скенерот, треба значи неколку секунди да поминат и на тој начин читачот кој што е вграден значи во самата апликација ќе ви каже дали сте скенирале 100 денари, дали тоа се 500 денари, дали се 1000 денари. Откако ќе скенирате, го гледате значи во левиот агол горе ова како кутичка. Тоа е всушност дома. Кога ќе кликнете тука, ќе ви прикаже колку пари вие имате скенирано, тоа е втората слика значи тука. Што значи, кои се чекорите? Прво ставате пара, скенирате, самата апликација кажува колку пари имате и проверувате на овој лев горен агол, значи дали ако сте скенирале 100 денари, дали точно значи самата апликација определила колку пари се тоа. Исто така, можете да скенирате 1000 денари, како што е тука на сликата. Меѓутоа, кога ќе кликнете на дома, фактички на ова што ви изгледа тука како куќа, ќе видите дека освен 100 денари од десната страна, тука се и 1000 денари кои што ги имате скенирано. Што значи дека самата апликација ви ги собира сите пари кои што вие планирате да ги скенирате. И на крај, за да пресметате нели колку вкупно како Давид што направи, Давид скенираше 2 пари по 500 и 3 по 100 денари и самата апликација на крај му пресмета колку вкупно он пари има. Он имаше 1300 денари, ранецот беше 1200 денари, што значи дека Давид имаше доволно пари за да си го земе ранецот. Кога ќе кликнете на пресмета и вкупно, значи на ова тука од десна страна, ќе забележите дека ние имаме 1100 денари. Значи 1000 плюс 100 денари, тоа се вкупно 1100 денари.
Многу едноставна, значи, самата апликација. Не бара, значи, ајде да кажеме, повеќе труд да вложите. Единствено што бараме од вас е да вежбате, за да можете, значи, што е можно полесно да ја користите самата апликација и да бидете посигурни кога ќе одите да купите нешто или претходно дома, можете да си пресметате дали имате пари за да си дозволите одредено нешто. Сега, значи, има ли нешто што е нејасно, кажете ми прво, затоа што знам дека вие до сега имате работилница која што беше и се однесуваше на оваа апликација Photokojn и дали ви е лесна апликацијата за користење и дали до сега имате скенирано со оваа апликација? Да. Имате скенирано? Кој од вас оваа апликација ја има на вашиот телефон? Кој има? Боки, Мој. имаш ти? Севда има. Ја имам јас. Добро, Боки, кој друг? Имам. Боки, Джемала има, овие по-стари верзии имат Века и Силвер на телефони вајда, се пробуваме, Претпоставувам. тоа не може да се расклопе, значи не може да не се поддржува, треба да видиме. Со нови Така. телефони. Да си купат сега, нека работат за нови телефони. Ќе си купат сега нови телефони. Вака, имате пари пред вас и друго нешто, значи што еве моментално како насока можеме да ви дадеме, парите што ги скенирате мора да бидат прави. За да може, значи, читачот да ги фати. Парите мора да ви бидат прави, ама еве ќе работиме на некоја верзија за да и тоа го коригираме и да не зависи од тоа дали, значи, одредена пара што ја поседувате е искривена или права. Кој сега ќе сака прв да почне, да пробаме да видиме дали оваа апликација работи или не работи. Да почнеш да скенираш. Можеш? И Може. само да ни каже која пара моментално ја скенира и дали апликацијата истата пара 1000 денари. ја скенираше точно. Ајде. Уклучи се, кај ти е тоа, значи што, уклучи го? Зелено. Да, да. Ајде сега на знамето Македонија и на... Добро. Сега на ова. Да. И сега. Добро. Сега вака го испробуваш таблетот и скенираш пар. Ајде. Надоле на тоа. Да, ама да. На црното. Да. Колку пари? Уште убаво да се гледа парта на телевизор. Ете така, да. Тука да се гледа на камерата парта. Сега. Тисни на знакчето сега, на средината. Боки вака. Чеки само да те покажа. Значи мораш вака да се гледа парта. Еве, гледај. И тука на знакчето. Еве. 1000 денара. Браво, точно ли е? Да. Добро, ајде друга пара. Ајде друга. Еве 50 денара. Ајде. Тисни на знакчето. На црвеното. Да. 10 денара. Точно ли е? Не. Нешто не, Боки тука, на овоа. Малку он со таблетот, телефонот му е обичен, а има таблет и ние инсталираме на таблетот. Ај сега. Супер, одлично Верче. Да. 50. Точно, 50 денари, толку ли? Ај сега оди на вкупно, да видиме колку вкупно до сега има скенирано. Значи враќаме тука, на воа се враќаш на кучичката, кај да. Вашата историја на еве, и сега оди на вкупно. Тука. Колку имаш? Тука има 10 динара. Еве, тука имаш колку вкупно? Таа е 10 динара, 200, 1050. Ба ти многу пари имаш. Претходно што се пробуваше и не е избришана историјата. Да, браво. Претходно што пробуваше. Што можеме да купиме со тие пари? Што ти сака душта? Кола. Сакам нова кола, може ли? Многу кола, ама немам полагано.
Ама количките ќе ме ја возат. Ќе ме возат. Браво. Хочи, стиги си бочи. Добро, ај Севда ја имаш ти инсталирано? Мотор си купам. Уклучи го. Да видиме Севда дали ќе може. Само да. А, добро. Ајде сега, скенира. денари. Точно? Да. Добро. Еве ова. Скенирате погрешна валута од избраникот. Значи, Ве молиме, ајде. одберете злоти. Мораш малку горе телефонот ти за да се гледа парта со камерата. Ајде. Денари. Точно. Браво. Ајде друга паричка. Еве 10 денари, ајде. Убаво да се гледа парта, мораш да наместиш. Чекај, спре. Ајде. Денари. Добро. Браво, браво. Ај уште една паричка па да видиме историја. Ајде. Европејска. Денари. Да. Ај се Одлично. половинката горе. Севда, ајде да видиме колку вкупно сега имаш пари. Ајде. Тука вкупно. Тука. Да. Пресметувам купно. Колку имаш? Има Јадо. денари. Јадо 150. Браво. А што можеш Севда да си купиш со тие пари? Тоа кажува ли, не кажува колку има пресметано? Кажува вкупно колку има Верче. Не, оти не слушнав дека каже. Вкупно колку има. Аха, само пишано или со... Пресметувам купно. Оти не кажува дека имате толку или не треба тоа да го кажува? Не, мислам дека не го кажува тоа. Добро. Пресметувам купно. Добро. Лоша опција и тоа да го кажува. Тоа може како забелешка, зашто може и да се надгради апликацијата после. Ајде да видиме. Оти кајнаш не разбира, и он сега пак не знае колку, не знае да го прочита воа. Да. Не ги знае броевите. Говор. Океј. Да. Добро. Така. Ај Верче да проба, Верче нека проба. Сега, например, чеки, значи На моите сега као може. одиш, како да немаш веќе скенирано да избришиш тоа? На X, Верче, десно на X има. Кај парите. Историја кога ќе отвориш, на десно има X. Добро. Кликни на тоа и сите парички ќе се избришат. Добро. Ајде веќе сега ти. Ајде Верче. Тука, искаш? Ета, браво. Браво. Веќе, ама ти многу стисна го исклучи апликацијата. Апликацијата. Само на воа, не на клуччето. Не, Вака не, испреви. вака. Ета, Пака на црвено. да. Нежно со прстите. 1000 денари. Добро. Добро. Ајде, 5 денара. Денари. Кога скенираш, мора да се гледа цела фон. Цела Добро. вака. Ајде уште еднаш. Цела вака. Ета, ајде се. Да, Оди е, сега да. на кучичко. Вако. Да. Ти без научар не гледаш. Вашата историја на скенирање. Ајде, вкупно. Да. Тука. Темели тие телефон. Постојето треба да биде. Колку имаш? Не знам. 1110. 1110. Браво Верче. Верче, што ќе купиш со тие пари? Кој ќе си купиш ти? На панајџур секс купам. Ајде чекате најдурот у септември. Многу ли се тоа пари 1150 денари? Коли пари се тоа? Многу ли се? Таман. Тебе ти е роден да треба нешто да ти земам. Кога ти е роден ден? Другиот месец ми бил роден ден мене.
На Верчели е роден ден нареден месец. Да дојдете и на Валентина е роден ден. Ти ли не... Значи, ние добивме покана за Вале, ама од тебе. И за Верче, и за Вале, И за Пети Пецова. Так. Ако сме слободни, ќе дојдеме. Еве, они сега ќе скенират и ќе собират пари за да ни купат подарок. Ја ќе купам мајчка. Не, ја На баш- мене ми ја башка. роден ден. Ајде да не речем. Браво, Севда. Се јавиме да ти честитаме. Ајде, кој е следен? Ајде, сакаш, ајде. Север. Дај на твојот нема, ќе Ова го на симниме. бете. На бет. Ајде со на бет. Пови. Ајде, Селвер, нека проба. Еве, сега ќе го завртиме. Ајде. И на така. Скенира денари. Не, добро, не, уште не си готов. Една по една пар. Чекај да видам до кај си. Тука стискаш. Така, ајде. Илјада денари. Ајде. Сто денари. Десет денари. Ај сега оди на куќичката горе и види вкуп таму. Така. И види вкупно. Доле и Вашата доле. историја на скенирање. Купно кај што? Води, ајде. Колку пари имаш? Пресметувам Колку имаш? 10 илјака стотка. Купно? Стотка. Нема, не. Добро е да има. 110. Океј. Има ли уште некој Верче таму, пошто ја до Селвер можам да видам после? Да, не. Океј. Кажи ми да немаш случајно некоја железна паричка кај тебе. Да видат како е кога не читам точно. Ајде, железни. Нема, има се има. Еве, ајде. Ај пробајте со монетите да ги скенираме, да видите дека може и... Чекај сега да кажам, врати се на монети. Ајде. Скенире. скенира денари. Не денари, монети. Добро, ајде. Денари, па после идеме на монети, пошто ова се железни. 200 Чекај. денари. Одновсте монети. Скенира денари. Врати се назад. Монети треба да се. Вашата историја на скенирање. Пресметувам купно. Врати се назад. Монети стисни. На овака. Чекај само. Значи се враќаш тука. Монети. Одновсте монети. Ајде сега тука. Скенира денари. Ајде. Верче да не го буни, затоа што грешно ги скенира монетите, ама чисто да видат дека постои грешка. 2 денари. Ами ја скенира 2 денари. Скенираше точно? А. Дајте ни го тој телефон. Ајде друго. Чекај да немам друга железна. Ај пробајте со друга. Оти мене не ми ги скенира точно. Денари скенира. Чекај си дај 5 денара, немате ли некој? Имаш ли други железни? Не, дома. Чекај да видам јас дали имам. Еве јас имам. Имаш ли железни? Дај. 10 динари. Дај 10 да видам. Еве. Ајде да пробаме со 10. Ајде. Скенирај тука. 50 Не, денари. 10 не ја скенира. Чекај уште едно. Ај уште еднаш пробај од друга страна, Селвер. Чекај. Ајде, од два страна. 50 Не, денари. не ја Друг препознав. телефон пробајте, Верче. Ајде пробај. Ај седе ти пробај. Од твојот телефон. Чекај. Ето тука монети. Одбравте Ајде. монети. Скенира Ајде. денари. Ај се од таблетот ти ќе пробаш. Одбравте монети. Чекај. Скенирате погрешна валута од избраната. Чекај. Ве молиме, одберете злоти.
Скенира денари. Ајде. Чекај вака. Ајде. Скенирате погрешна Не валута. дава кај се, да? Добро. Ајде, Боки. Два парче. Ајде. Скенерите ли? На крупчето стисни, Боки. Вака. Добро е. Стисни само таму на црвен. Тука. Да. На еден денар кажува. Ето така. Погрешно. Чекай да пробам само да видам. Вие, дечки, знаете ли да препознаете, например, еве сега самата апликација скенира погрешно. Знаете ли да препознаете, значи, кога таа паричка не е добро скенирана, кога Па сега кажа 10 денари, валјда аголу. се работи верче, работат моментално на монетите за да има иста процентуална точност како банкнотите. Не кажа 10 денари, значи има некако изгледа светлината ли? Има нешто што многу мал процент значи на точност има. Дури еве кај јас кога скенирав ни една паричка, значи што е дел од монетите не ми ги читаше значи точно. Така да вие имате и успех со овие 2 денари. Ај скенирате ги тие 2 денари уште еднаш, ве молам. Ајде. Пробај 2 денара ти. Ај ти пробај 2 денара. Ај се ти 2 денара пробај. Земи се твое. Ај пробај да ги скенирате вие 2 денара. Ај веќе пробај. Ајде да стикнем. Ајде. Пуши ме. Уклучи се, уклучи го телефон. Ајде се. Пушти се. Ајде. Тука, на вас искаш. Сега. И Скенира денари. ајде. Сега стисни. Чекај малку, врте интернет. Може? Пустичка? Може? На црвенто? Да. Скенирате погрешна валута од избраната. Кај Севде уопште не го Скенирате препознаваш. погрешна валута од избраната. Кај да го Значи само на селвер точно читаш. Валута од избраната. Ај Селвер ти, Ме молиме, одберете злоти. ајде. Изгледа, скенирај го ова. Да скинем? Што направи? Чекај да видам што. Скенира денари. Ајде. Тука, скенирај. Што? 2 денари. Кај Селвер може. Ајде. Браво, Селвер. Дина. Ево, скенирај. Може и до телефоните. Може, не знам до што е, ама ниска процентност има на монетите. Многу што има. Нема. Да. Многу му се Нема. Нема. Кажи кај мене еден денар. Кај ми посветло е. Ќе бете готов со телефонот. Дечки, вие дел сте од оние работилници што ги прави верче, значи за каде што се вежба со самата апликација, вежбавте до сега? Оф, извините. Да. Да. И како одеше? Тешко ли ви беше? Знаме со верчито. Со верчето вежбавте? Одлично. Да. Идата недела. И идната недела ќе вежбате точно. За пари вежбавме. Да. Ти извинувам нешто телефонот паѓа. Не е проблем. Јас најмногу. Ќе продолжите да вежбате затоа што еве можевте и да видите и наставничката Верче ќе ви каже дека кога се железните парички во прашање, таа апликација не ни помага моментално многу, ама луѓето кои што ја измислија работат значи да го подобрат тоа. За сега ние ќе вежбаме само банкноти, затоа што еве видовме дека самата апликација ги чита точно и кажува точно колку пари имате и дали нешто можете да си купите или не можете да си купите. Сега од ова ја што можам да го видам, на вас можеби би треба значи само повеќе да вежбате со самата апликација за да нели тоа утре го правите брзо и да биде нешто што е секојдневно. Здраво, здраво. Ето се исклучи. Се извинуваме. Не, тука сте, Верче, тука сте.
Искали сме, нешто, не знам што се само од себе нешто се уклучи. Да. Ете така. И имате ли сега вие мене нешто да ме прашате? Има ли нешто што не ви е јасно? Како работи апликацијата или ајде овој дел со парите што го вежбавме до сега? Има. Верче, што не е јасно, кажи? Јасно ми е. Јасно е, добро. Јасно, Па јасно. јас да ти кажам дека пред да биде роден ден на Вале и на Бети и на Верче, ќе се јавам на Верче. Роден ден во август. И на Ветка и Валентина, Тасева. Ете така, и ќе прашам колку пари има Верче за да купи подарок на наставничките. Така. Ќе се јавам да прашам. А Верче меѓувреме може да вежба и да си знае точно колку пари значи ќе требаат. Зависи што сака да си купи. Има ли некој друг нешто да не праша? И дали Имате ли да прашате? Некој на големо. Он е на големо, научено. на големо па. Дај Боже се така да биде. Селвер и Коста ни се, ама во Селвер Джемал и Коста, ама ние ќе му пренесиме, они не можеа моментално да присуствуваат. Нема проблем, ќе им кажете, значи, што зборевме денеска. И ќе гледаме, значи, ако не, пошто се сега одмори јули, август, од септември може и да се видиме. Обавезно. Доме нешто со Верче, така да може и да се видиме. Така да имате покана за август за роден ден. Август и те покануваме. Да дојдем на роден ден? Па ја да видам колку пари имам за подароци. Имаш за скенирање и провери. Да видиме колку пари имаме, не смееме да се... Мислам дека Верче се исклучи. На мјут. Се слушаме? Да, јас по грешка пред 2 минути исклучив рекординг, па пак пуштив, така да оваа опашка секако е вишок. Океј, исклучи сега.